Почитувани, ова се тешки времења во кои не е едноставно да се обезбеди достапноста на важни производи, суровини и репроматеријали. Затоа, продноста на транспортните коридори, брзиот и непречен проток на стоките е еден од врвните приоритети. За да помогне во таа насока, председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азиски е во континуирана комуникација со колегите од сите стопански комори во регионот. Комуникацијата се одвива преку мрежата на Коморскиот инвестицијски форум и мрежата на Асоциацијата на европски комори за комерција и индустрија. Целта е да се обезбеди непречено снабдување на македонските компании со суровини и репроматеријали, особено за производите кои се неопходни за задоволување на основните животни потреби на населението и производите кои се поврзани со справување и спречување на ширењето на коронавирусот. Пример е проблемот со снабдувањето со меласа, која е основна суровина за производствените процеси, конкретно за потребите на фабриката за квасец и алкохол од Битола. Снабдувањето е попречено поради воведените мерки во Србија и Хрватска за забрана за извоз на определени производи заради обезбедување првенствено на потребите на нивниот домашен пазар. Со цел надминување на овој проблем, председателот на Стопанската комора на Македонија има интензивна комуникација со стопанските комори од овие земји. Исто така, проблемот со задржувањето на македонските камиони на турските граници и застојот на транспортот во Турција продолжува и понатаму. Решавањето на овој проблем не оди лесно и брзо, но бара упорност. Во тој контекст, председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азиски ја продолжи комуникацијата со Рифат Хисарчиглиоглу, председател на Унијата на турските комори и стокови берзи. Како резултат на тоа, представници на Унијата на турските комори и стокови берзи се во континуирана комуникација со Турското министерство за трговија со цел надминување на проблемот. Благодарам.